Релиндија на албански, односно препорот на македонски. Ова името на новата градинка во Тетово. Ги отвори вратите минатата година, по неколку годишна изградба. Објектот е клон на матичната општинска јавна установа Младост, односно Ринија на албански. Колку деца имате во градинката, а колку ви е капацитетот? Деца имаме запишани 226, капацитетот ни е 155. Каде ќе беа овие деца денес како не се отвореше оваа нова градинка? Може би че се запишале во приватна или немаше да се запишат во ниту една градинка поради цените и условите за плаќање на градинка. Без да се загрижи некој, не може да и да работат, особено мајките. Причината што 226 деца имаат каде додат во градинка се напорите од локалната и централната власт во последните неколку години. Но пред се, парите од предпристапната помош што ги одвојува Европската унија за земјава. Скратено, од ИПА програмата. Од околу 808.000 евра, колку што беше кажано дека чини градинката при промоцијата, Брисел даде 708.000, а нашите власти 100.000 евра како кофинансирање. Директорката на општинската јавна установа Младост вели дека имало предизвици за објектот да се догради и пушти во употреба. Но не се двоуми дали пак би аплицирале. Да, доколку ќе има нови објавени огласи за аплицирање, како градинка, ќе барам од градоначалникот да се аплицира. ИПА проектите обично подразбираат да има чиста парцела, да има проект. Дали сте подготвени во таа смисла? Па ние овие објекти што ги имаме како чиста парцела, со тие ќе аплицираме, но општина Тетово има и одредени парцели каде што планира за нова градинка. Градско Дреново името на една од делниците на експресниот пат кон Прилеп и Битола. Станува збор за 15 километри на коридорот 10Д. Известно е дека и денеска ќе се патуваше побавно од Скопје кон Пелагонија и обратно, ако, како во случајот со градинката во Тетово, ги немаше европските пари. Според сумите соопштени при промоцијата, Брисел одвои околу 35 милиони евра од европските даночни обврзници за побрз и поудобен транспорт за македонските патници и производи. Поекспресно, побрзо, да речеме и побезбедно на некој начин, сега со новиот пат. Побрзо се стасува до дестинациите. И побезбедно, мислам дека е побезбедно. Имаме добра проток на сообраќај и мислам дека возачите се многу побезбедни и уживаат во делот на патот. Има многу проширувања, стеснувања со кратки релации, што значи дека е збунувачки, има подобрување, дека нема, тоа е нормално дека има, убаво е, побрзо е, али недостатоците не знам како би се решиле во овој случај. И покрај забелешките, патот Дреново градско и градинката во Тетово се дел од успешните ЕУ приказни во земјава. Потенцирам успешни, бидејќи има и неуспешни. Во последниве 20 години Европската унија има одвоено околу 2 милиарди евра за проекти преку ИПА фондовите. Тие пари сепак не седалат кому дојде. Државата треба да има подготвени проекти и да има подготвена администрација, за да може да ги потроши фондовите кои што се ставени на располагање. Во моментов трае спроведувањето на ИПА-3 циклусот. Според податоците што ги добив под Министерството за европски прашања, ИПА структурите во Министерството за финансии и делегацијата на ЕУ во земјава, од вкупно 671 милион евра кои Брисел ги ставил на располагање во актуелната програма ИПА-3, досега земјата успеала да потроши, што значи да се исплатат пари на крајниот корисник околу 144 милиони евра. Тоа е само 21,46% од парите кои се буквално подарок за изградба на патишта, градинки, водоводи, канализации. Во ИПА-2, чиј рок за исплати истекува оваа година, земјава успеала да потроши околу 67% од расположливите средства, или околу 424 од 633 милиони евра. Резултатот е речиси идентичен со ИПА-1. Според официјалните, но не целосни податоци, Македонија успеала да повлече 68% од парите алоцирани за неа. Или, вкупно, од 1,76 милиарди евра кои Брисел ги одвоил за Македонија преку ИПА програмите во последниве 2 децении, а за кои добивме целосни податоци.
земјава успеала да потроши 880 милиони. Точно половина. Тоа значи дека точно половина или околу 880 милиони евра не се потрошиле. Само за илустрација, тоа се пари со кои што може да се изградат околу 1250 вакви градинки. Дел од тие пари се неповратно изгубени. Дел се уште има време да се потрошат. Но тоа не го менува клучното прашање. Зошто земјава не умее да ги потроши парите кои што некој ги дава за неизино и добро на граѓаните? Со средствата од типа фондовите се управува на два начина. Едниот е преку делегацијата на Европската унија во земјава, кој најчесто се нарекува и директно управување. Другиот начин е управување од систем на домашни институции, кој се нарекува индиректен. Под менаџирање, меѓу другото се подразбира прием и обработка на проекти, подготовка и распишување тендери, склучување договори и изведба на проектите. Кога е во прашање ИПА 2, според податоците од Министерството за европски прашања, кај делегацијата на ЕУ се алоцирани 279,5 милиони евра. Мисијата успеала да потроши 90,6% од парите за проекти во земјава со кои управува. Кај македонските национални институции биле алоцирани 353,5 милиони евра. До сега не успеале да потрошат ниту половина, 48,2%. Кај ИПА 3, чија имплементација тече во моментов, делот со кој управува делегацијата на ЕУ се зголемил на 387,4 милиони евра. До сега успеале да потрошат околу 35% од парите со кои управуваат. На националните институции значително им се намалени парите кои им се дадени на управување споредено со претходниот ИПА циклус на 283,5 милиони евра. До сега успеале да потрошат само 8 милиони евра. Тоа не се ниту 3% од парите кои се оставени на располагање. Нискиот процент на повлечени европски пари од домашните институции за ИПА 3 во најголема мера се оправдува со фактот дека доскоро и не можеа да трошат пари од програмата. Но зошто Брисел во последната програма за помош одлучи поголем дел од парите да се трошат преку локалната делегација на ЕУ наместо преку македонските институции? Тоа беше првото прашање што го упативме до Штефан Худолин, шефот за соработка во делегацијата на ЕУ во земјава. There are several reasons for this. One is that we had less funds at our disposal because at the beginning of this IPA cycle we had different support programs that we had to service from this pot. It was the COVID response, then it was the energy support packages, so ultimately we had less funds available. Secondly, we also wanted to take into account the lessons learned from the previous IPA cycle, where funds could not be utilized. So we wanted to give, especially here in the country, North Macedonia, we wanted to give the services a breather for the first couple of years, not to have any funds, but only to look after the allocations from 25 to 27 at the end of the IPA period, and then to have a reduced and hopefully manageable amount that then can also be absorbed. Сепак, како што покажуваат податоците, не се сите области еднакво неефикасни. Според бројките кои ги споделија од делегацијата на ЕУ и од Министерството за европски прашања, најголемиот дел од непотрошените европски пари се во два сектори. Во ИПА 2 програмата, од околу 115 милиони евра одвоени за животна средина и климатска акција, земјата успеала да потроши околу 25 милиони евра, или 21,96%. За транспорт пак, од расположливите 111 милиони евра, потрошени се 36 милиони, или околу 32,5%. Тоа е далеку пониско од националниот просек. Кој е виновен што не ги трошат европските пари, прашавме во двата владини ресори надлежни за овие прашања. Од транспорт одговорија. ИПА финансирањето се пролонгира со поништувањето на тендерот за железничкиот коридор од Крива Паланка до Бугарија. Како што информиравме, тунелот мора да биде заеднички помеѓу двете држави, односно инженерски е невозможно да се направи тунел до половина од планината само од една страна. За таа цел се потпише и договор помеѓу заменик председателот и министер за транспорт Николовски и тогашниот заменик председател и министер за транспорт на Бугарија Караджов. Заеднички беше договорено овој тунел да биде заеднички проектиран и да биде целосно финансиран од Европската унија, со што ќе се добие сериозен грант и силна финансиска поддршка. Од Министерството за животна средина, меѓу другото, одговорија.
Иако причините за евентуално губење на средства се разликуваат од проект до проект, како најзначајни предизвици може да се издвојат: недоволно подготвена техничка и тендерска документација во претходниот програмски период ИПА-1, значителен раст на цените на глобално ниво, што доведе до значително зголемување на трошоците за реализација на инфраструктурните проекти, голем број неуспешни тендерски постапки спроведувани од Министерството за финансии, сектор за централно финансирање и исклучување договори поради понуди кои ја надминуваа проценетата вредност или не ги исполнуваа техничките критериуми, ограничени административни и технички капацитети кај институциите корисници на ИПА средствата, недоволна кадровска стабилност во ИПА структурите и континуиран одлив на обучен кадар. На темата потврлање со инфраструктурни проекти, односно патишта, железници, пречистителни станици, системи за управување со отпад, разговаравме и со шефот за соработка во делегацијата на ЕУ, Штефан Худолин. First of all, in general, big infrastructure projects are nowhere easy to implement. I'm from Germany. Our airport in Berlin is seeing significant delays in this regard. So this is a challenge by itself, to say this. Secondly, it involves different layers of the administration. So documents tend to become delayed, out of date, things get more expensive, you need to adjust the budget, demanding things need to be done, expropriations, resettlements. This is a very, very cumbersome process by itself. But it requires a very efficient hands-on approach. And we have seen that the public administration had absorption difficulties to be able to serve all these challenges. To have the expertise in place, to have the engineering, the skills, the staff allocated for this, to be able to do so on all the different levels. Индиректното управување со ИПА фондовите е поделено кај повеќе институции, но сепак главна улога имаат Министерството за европски прашања, кое го координира процесот, и Министерството за финансии, во чиј состав работат клучните тела за контрола и за распишување тендери. На темата клучни слабости во ИПА структурата, од финансии не упатија во Министерството за европски прашања, како орган за координација. Од европски прашања пак ги набројаа следните околности како најголеми слабости. Недостиг на чувство на собственост за ЕУ програмите и ИПА кадарот, слаба подготвеност на зрели инфраструктурни проекти кои можат да абсорбираат ЕУ фондови, недостиг на оптимален број и квалификувани вработени во ИПА структурата согласно анализата на обем на работа. Од наведените причини, јасни податоци можевме да обезбедиме само за бројноста на ИПА кадарот. На ниво на цела ИПА структура оптималниот број на вработени е 345, а на 31 декември 2025 година имало 284 ангажирани лица. Односно, пополнетоста со кадар е 82%, покажуваат податоците од МЕП. Некои сектори се издвојуваат со значително пониска пополнетост. Министерство за транспорт 56%, Министерство за социјална политика, демографија и млади 64%, Министерство за животна средина 67% и НИПАК секретаријат 67%. На прашањето зошто ИПА структурата не им е целосно кадровски екипирана, од животна средина ми одговорија: недостиг на системска и долгорочна политика за задржување на обучениот кадар во ИПА структурите, што резултира со континуиран одлив на искусни вработени, голем обем и комплексност на работните задачи, недоволно усогласување на годишните планови за вработување со реалните кадровски потреби утврдени во анализата на обемот на работа. Овој став кој го добивме од Министерството за животна средина е особено интересен бидејќи актуелната влада неодамна воведе механизам за додатоци на плата од 15 до 30% за дел од администрацијата, што ја вклучува и ИПА структурата. За таа цел беа донесени измени на Законот за административни службеници и посебна уредба. Претходно имаше привремен механизам за плюс 15% на плата. Па, прашавме во клучните ресори: дали додатоците се доволни за да се задржи кадарот? Еве ги одговорите. Мерката за зголемување на платата од 15% која што се спроведува од средината на 2021 година, а со заложба на сегашната влада, истата доби карактер на долгорочна и стабилна мерка, каде е обезбеден за гарантиран додаток на плата од 15% за органите и структурите кои управуваат со ИПА.
Сметаме дека законското решение кое вклучува и подобрувања во делот на вработување, унапредување и оценување на ефектот од работата уредени со законот, нудат солидна законска основа за обезбедување на задржување на кадарот во ИПА структурата. Сепак, ни одговори од МЕП, во моментов ниту еден службеник не зема додаток на плата повисок од 15%. Одговорот зошто се крие во условите што треба да се исполнат за такво нешто, а кои се речиси недостижни. Например, за службеник да добие 30% додаток на плата, треба да работи во орган кој минатата година успел да потроши 50 милиони евра од ИПА програмата. Шефот за соработка на ЕУ во земјава вели, прашањето за задржување на кадарот не треба да се разгледува изолирано. I think it's not a specificity only for the IPA structure. I think it's very valid for the whole public administration. In every country, you need to have a proper functioning public administration in place. We had 2-3 days ago, it was the International Day of Public Administration. We have discussed these challenges also here in the country. It requires a professional public service. A proper retention policy needs to be in place that you can attract people to work in the public administration. And this is true for every country. It's very difficult for a public administration to be competitive with the private sector in IT, in engineering, in these specific demands that come also from the private sector. But you can have policies in place to have these people to work on those difficult files and then to be able to make a difference. And we have outlined this in our reports. We have included this also as steps in the reform agenda, in the growth plan, that the government needs to look after an improvement of the public administration system, that it needs to be better merit-based, better transparent, and a professionalized recruitment processes that will serve the purpose to be able to have a proper delivery of the services to the citizens. Тие се предизвиците и слабостите. Но, сепак, има и светли точки. На прашањето во кои сектори земјава напредувала низ ИПА програмите, од ИПА структурите во финансии не ги наброја. ИПАРТ програмите, програмите за труд, односно вработување и социјала, образование и следење на одржливост на проектите. Од Министерството за европски прашања го делат мислењето за ИПАРТ, за труд и социјална политика, а ги додадо и областите внатрешни работи, демократија и владење и прекугранична соработка. Министерството за социјална политика, демографија и млади е едно од најефикасните во трошењето на ИПА средствата. Меѓу другото, им побаравме став. Има ли простор да бидат уште подобри? Задоволни сме од постигнатиот напредок, но остануваме фокусирани на понатамошното подобрување на ефикасноста во користењето на средствата. За нас најважен показател не е само колку средства се искористени, туку колкава вредност е создадена преку нив и колку тие придонесуваат за реформите и подобрувањето на квалитетот на живот на граѓаните. За мислење за предностите и слабостите на ИПА структурата во земјава се обративме и до посебното ревизорско тело. Нивните извештаи не се јавни, па главниот ревизор можеше да се задржи само на општи точки. Највидлив е напредокот во секторот за рурален развој, како и реализација на проекти врска со изградба и модернизација на инфраструктурата и реализација на проекти за набавка на опрема и јакнење на институционалните капацитети, се со цел да се подобрува управувањето на системот и зголемување на искорисноста на ЕУ фондовите. Научени се лекции на други полиња, кажа Милај Мабдореими. Не криеше дека има слабости, но и за нив говореше општо. Во изминатите години е постигнат значителен напредок, што се потврдува и со ревизорските мислења, кои се во најголем дел се неквалификувани, односно позитивни. Сепак ревизијата редовно укажува за потреба од дополнителни унапредувања на одредени процедури и институционални капацитети, земајќи у предвид сложеност и обемноста на системот за управување со европските средства. Како што видовме во Тетово, како што видовме на пат кон Прилеп и Битола, како што може да се види на стотици други проекти платени со европски пари, унапредувањето на ИПА структурата во земјава е нешто што може и прави вистинска разлика во животот и во економијата. Ако земјава не научи да ги троши подарените пари од ЕУ, од предпристапните фондови, нема да знае како да ги троши од структурните, ако некогаш стане членка на Унијата.
а целта на тие фондови е едноставна. Да им се помогне на посиромашните земји да се приближат до побогатите членки на ЕУ, во квалитетот на живот на граѓаните.